Кидго го тргна секој сомнеш дека е екипа за подценување. На надпреворот во рамките на Купот на Македонија против Шкупи, пехчевци славеа со 2:0. Македонскиот представник во квалификациите за Лига Европа си замина понижено од Пехчево, каде домашната екипа преку извонредниот Мартин Стојанов успеа да поведе уште во 13-тата минута од мечот. Во 23-тата минута домашниот голман Дураковиќ заработи црвен картон, па пехчевци мечот го продолжија со 10 играчи. Во судиското продолжение домакините успеа да постигнат уште еден гол преку Мартин Стојанов за конечните 2:0 и убедлива победа на Кидго. Брегалница сосема очекувано ја бетонираше својата апсолутна доминација над Поешево. Битолскиот општински клуб беше поразен со високи 0:8 во Новаци и со тоа само се потврдија очекувањата за оваа средба на Давид и Голијат. Осогово во Кочани несреќно загуби од прволигашот Пелистер и покрај играта на ниво на кочанчани, сепак неуспешната реализација ги чинеше елиминација од Купот. Од останатите надпревари во рамките на Купот, Кораб славеше над Борец во Дебар со 1:0. Беласица очекувано беше посилна од Влазрими во Кичево со 0:4. Работнички ја декласираше Фортуна во Скопје со 0:6, а Лабуништа успеа да постигнат гол против Академија Пандев, недоволен за победа до конечните 1:3. Истоимените Вардар Форино и Вардар завршија со победа на скопскиот Вардар од 0:4. Соседите Тетекс и Гостивар регуларниот дел од мечот го завршија со 1:1, па на пенали среќата повеќе ги послужи гостиварчани за 3:4. Силекс очекувано беше доминантен над Братство со 0:7. Тиквеш изненадувачки славеше над Ренова со 2:1, а новиот прволигаш Македонија Ѓорче Петров го порази Превалец со 0:2, а неготински Вардар сосема очекувано не успеа да се справи со Скопје во средбата која заврши со 1:3 во корист на скопјани.